Тоа Лукаревска не постои во управувањето на институциите нешто како преку ноќ. Не исчезна проблемот со патните исправи преку ноќ, туку исчезна заради тоа што еден способен човек способно ја управуваше институцијата која што дотогаш на начин на кој што преку факти и аргументи изнесени пред јавноста беа изнесени како некој кој што на некаков начин, да не употребам некој посоодветен збор, недомаќински раководел со институцијата. Велите исчезнува надежта, јас не би се согласил со вас, туку надежта е многу повеќе присутна како секој ден поминува, а ќе кулминира денеска кога некаде во доцните часови ќе изгласаме новата влада. Зборувате за економија, за енергетика и сетине какви работи. Јас би ви кажал една работа, бидејќи вие скоро 7 години ја управувавте управата за јавни приходи. Ако ја отворите програмата и ако сте ја прочитале, таму ќе најдете две важни работи. Првото е имплементирање на е-фактурата, нешто кое што вие 7 години намерно не го имплементиравте, а она што е уште поважно е фер однос кон сите даночни обврзници. Што мислам тука на фер однос? Ако некој во оваа држава има и права, има и обврски, а обврските треба да бидат подмирени, а не кога треба да се притисне некој, кога треба инспекторите да се пратат во некоја фирма за да се притисне, тие додат и ревносно да ја работат работата, а на неколку стотина метри од тука да имате даночен рај каде што никој 7 години не влегол да праша дали воопшто знаат што е фискална каса, а не баре па да им побара и фискална сметка. Понатаму кажавте една работа за која што никој од СДСМ нема апсолутно никакво морално и човечко право да збори, а тоа е за судскиот прогон. И вие кажавте дека ќе расчистиме ние со тоа. Да, точно е, и за тоа сум горд и денеска кога ќе гласам за новата влада, најмногу еден од аргументите ќе ми биде тоа за расчистување на тие кои што се неоправдано испраќани по затворите. Па и самата ги споменавте оние од СЈ, па ќе ве потсетам тука на Кацарска, па ќе ве потсетам на тоа дека 7 години секој кој што влегуваше во штабот на ВМРО ДПМН не баре трафика имавте поставено и само му лепевте квалификативи. Соработник, сведок, прво обвинет, второ обвинет. И факт е дека во оваа држава и илјадници луѓе беа под политички прогон заради тоа што на вас така ви одговараше. И да, секако, секој во оваа држава заслужува правично судење и тие кои што беа жртви на политички прогон, тоа и ќе го добијат. Оние кои што неправдано лежеа по затворите заради тоа што можеби беа симпатизери на ВМРО ДПМН или ја сака оваа држава, ќе ја добијат заслужената почит од институциите заради тоа што се наоѓаат таму каде што не би требало да се наоѓаат, а па за волја на вистината, тие таквите од кај вас, тие таквите кои што не беа од кај вас, но ви ја управуваа владата, еднаш за секогаш некој во оваа држава ќе ви покаже како може да биде чесен и да има храброст и конечно да ги повика на одговорност, така како што сега ги испрати на клупите кои што се наоѓаат од вашата страна. Тоа е опозиција. Благодарам. Ви благодарам. Контрареплика Сања Лукаревска.